Секој петти македонски граѓанин живее под прагот на сиромаштија, покажуваат дефинитивните податоци на Државниот завод за статистика, според кои стапката на сиромаштија во 2024 година изнесувала 21,9%. Тоа значи дека повеќе од петтина од населението живее со приходи кои се под дефинираниот праг на сиромаштија. За едночлено домаќинство тоа е 178.286 денари годишно. За 4-члено домаќинство пак со двајца возрастни и две деца под 14 години изнесува 374.400 денари годишно, или овие семејства преживуваат со 31.200 денари месечно. Експертите проблемот го гледаат во тоа што како општество немаме и не развиваме реални социјални политики. Тоа значи дека механизмите кои што треба да профункционираат во една држава во смисла да се создаде една состојба каде што оние кои што не по своја вина се сиромашни, не по своја вина се сиромашни, а тоа значи дека нив држава треба да им овозможи, да го возможи тој, ајде да го наречам елементарен, би рекол, во материјална смисла опстанок. Податоците на статистика покажуваат дека најкритична е состојбата кај многучлените семејства и самохраните родители. Кај домаќинствата со двајца возрастни и 3 или повеќе издржувани деца, стапката на сиромаштија е 54,8%, кај самохраните родители 45,8%. Сиромаштијата силно ги погодува и најмладите, кај децата до 17 години е 29,5%. Она што загрижува најмногу е дека без социјалните трансфери и пензиите, стапката на сиромаштија речиси би се удвоила, односно би изнесувала 39,4%. На некој начин ги облажува, би рекол, тие удари кои може да следат, односно ги облажува таа состојба на и не создава некоја претпоставка за социјални немири, да речеме протести, не да се бараат тие луѓе да ги живеат. Инаку е како ќе претпоставите ако еден дел од тие луѓе на вистина немаат елементарни претпоставки за живот, а сепак на некој начин нити се бунтуваат, нити протестираат, нити бараат нешто повеќе. Статистиката покажува дека 7,9% од вработените се сиромашни, а 45,7% од невработените. Иако сиромаштијата кај вработените во 2024 е малку намалена во однос на 2023 година, загрижува тоа што 12% од пензионерите се сиромашни. Процентот пораснал во однос на 2023 година и покрај линеарното покачување од 2500 денари кои го добија пензионерите. Статистичките податоци за распределбата на богатството пак покажуваат дека Джини коефициентот како мерило за нееднаквоста изнесува 29,2%, а најбогатите 20% од граѓаните имаат 5,2 пати поголеми приходи од најсиромашните 20% од населението.